Здраво ученици, добре дојдовте во Е-училница. Јас сум Драган Стефановски, наставник по италијански јазик во Основното училиште Браќа Милодиновци од Куманово. Тема на денешниот час ни е лоцирање на предметите во просторот. Цели на часот ни се запознавање на учениците со прилозите за место и употреба на прилозите за место при лоцирање на предметите во просторот. Како што рековме, тема на часот е локализаре gli oggetti nello spazio, или лоцирање на предметите во просторот и запознавање со прилозите за место или a verbi di luogo. A cosa servono? Зошто служат? Gli avverbi di luogo ci dicono dove si trova un luogo, una persona, un oggetto. Прилозите за место ни кажуваат каде се наоѓа едно место, едно лице или еден предмет. Gli avverbi di luogo accompagnano i verbi di movimento come andare, venire, eccetera, e di stato come essere, trovarsi, eccetera. Прилозите за место одат заедно со глаголите што означуваат движење, како глаголот оди, доаѓа, или состојба, како глаголот sum, се наоѓа. Quali sono? Vediamo quelli più usati. Кои се прилозите за место? Да ги видиме најкористените. Davanti со значење пред, dietro со значење зад, di fronte наспроти, di fianco веднаш до, dentro внатре, fuori надвор, sopra или предлогот su, над, sotto под, vicino во близина, tra, помеѓу. Во следните слайдови ќе видиме неколку илустрации со кои што ќе го прикажеме значењето на прилозите за место. Davanti. Dove sei? Каде си? Sono davanti alla libreria. Ti aspetto. Јас сум пред библиотеката. Те очекувам. Го гледаме момчето кое е застането пред. Dietro. Dove è Enrico? Enrico è dietro alla porta. Каде е Enrico? Enrico е зад вратата. Го гледаме човекот кој се наоѓа. Di fianco, dove si trova il campanile? Или каде се наоѓа камбанаријата? Il campanile è di fianco alla chiesa. Камбанаријата се наоѓа веднаш до црквата. Гледаме на сликата дека камбанаријата е лоцирана веднаш до. Di fronte, dove è la terrazza dell'albergo? Каде е балконот на хотелот? La terrazza è di fronte al lago. Балконот е наспроти езерото. Sopra, su. Dove è l'elefante? È sopra, sulla macchina. Каде е слонот? Слонот е на автомобилот. Sotto, со значење под. Dove è il meccanico? Каде е механичарот? Il meccanico è sotto la macchina. Механичарот под автомобилот. Го гледаме механичарот како го поправи автомобилот. Vicino. Dove sono gli alunni? Каде се учениците? Gli alunni sono vicino alla scuola. Учениците се во близина на училиштето. Tra. La ragazza è tra i ragazzi. Девојката е помеѓу дечките. Го гледаме тоа, ни го покажува и илустрација. Последните слайдови ќе видиме вежби во кои што ќе треба да ја погледнеме сликата што се наоѓа од десно и да одговориме на прашањето избирајќи од еден од 4 понудени одговори. Прашањето гласи: Dove si trova la palla? Или каде се наоѓа топката? Во случајот гледаме дека топката се наоѓа внатре во кутијата, а понудените одговори се dentro alla scatola, fuori dalla scatola, sopra alla scatola, sotto alla scatola. Scatola не е со значење кутија, па
ја погледнуваме сликата и бираме еден од понудените. Во следниот пример, пак ја гледаме сликата и одговараме на истото прашање. Во овој случај гледаме дека топката се наоѓа пред кутијата. Прашањето е исто, дове си тровала пала, каде се наоѓа топката. Во третиот случај гледаме дека топката се наоѓа над кутијата и го бараме точниот одговор од понудените 4. На четвртата слика гледаме дека топката се наоѓа под кутијата. Прашањето ни е пак исто, дове си тровала пала и го бираме точниот одговор. Дентро ала скатола, даванти ала скатола, сопра ала скатола, сото ала скатола. Последниот пример, примерот број 5, го имаме истото прашање, но во овој случај топката гледаме дека се наоѓа надвор од кутијата. И па на прашањето дове си тровала пала, го бараме одговорот од понудените 4. Во шестиот пример гледаме дека топката е зад кутијата. Во седмиот пример топката се наоѓа веднаш до кутијата. Прашањето ни исто, дове си тровала пала, го бараме точниот одговор од 4 понудени. Дифјанко ала скатола, даванти ала скатола, сопра ала скатола, дентро ала скатола. И во последниот пример, стрелката ни кажува дека топката се наоѓа во близина на кутија. Па на зададеното прашање, дове си тровала пала, го бараме точниот одговор од 4 понудени. На следниот слайд имаме слика која е поделена на 8 помали слики и секој од овие 8 помали сликички одговара на 8 реченици од лево. Ни е поставено прашањето дове il coniglio или каде е зајакот. Ние ги гледаме 8 мали и на празните места ги дополнуваме 8 реченици согласно со онаа што гледаме со прилозите за. Вашата задача ќе биде да ги пополните речениците, да ги препишете во вашите тетрадки и да ги испратите на вашиот наставник. Тоа ќе биде се за оваа видео презентација. Се гледаме во некоја друга прилика.